Добро вечер. Зад нас е недела во која се случи самит на НАТО кој го доби атрибутот историски и можеби најважен по завршувањето на студената војна. Главната вест што дојде од Соборот во Хаг е согласноста на 32 членки, меѓу кои земјава за зголемување на трошоците за одбраната до 2035 година од сегашните минимум 2% од БДП на 3,5% со дополнителни 1,5% за инфраструктура. Во апсолутни бројки, ако актуелната проекција за бруто домашниот производ е 16,6 милијарди евра, 2% од тоа се околу 330 милиони евра, колку што изнесува и годинешниот буџет за македонската одбрана. Со оглед на тоа што е тешко од денешна перспектива да се претпостави колку ќе изнесува БДП во 2035 година, ако за илустрација претпоставиме дека трошоците за одбраната требало да бидат 3,5% годинава, тоа во апсолутни бројки би изнесувало околу 580 милиони евра, што е, например, речиси приближно како чинењето на автопатот од Кичево до Охрид. Ови вовете најава за разговорот со нашиот вечерашен гостин, министерот за одбрана и подпредседател на ВМРО ДПМН е Владо Мисајловски, кој беше дел од делегацијата на самитот предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Господин Мисајловски, добро дојдовте во 360 степен. Благодарам на поканата. Завршната декларација од самитот на НАТО во Хаг е ретко компактен документ, составен од само 5 параграфи. Сме читале многу подолги декларации од самити на НАТО, кој почнува со реафирмирање на членот 5 од Вашингтонскиот договор за основање на Алијансата. Ке дозволите да го прочитам тој сегмент од декларацијата. Ја потврдуваме нашата непоколеблива посветеност на колективната одбрана, како што е загарантирано во член 5 од Вашингтонскиот договор, дека нападот врз еден е напад врз сите. Остануваме обединети и непоколебливи во нашата решеност да ги заштитиме нашите 1 милијарда граѓани, да ја браниме Алијансата и да ги осигураме нашата слобода и демократија. Некој ќе рече хартија трпи се разбира, друго е пракса, особено ако се земе воздржаноста на новата администрација предводена од Доналд Трамп во сад на овие теми, ќе се согласите дека овие две реченици не треба да се потценуваат. Апсолутно сте во право. Да, можеби ова е пократка декларација од минатото, но овој историски би рекол НАТО самит, најмногу историски поради овие работи. Нормално се реафирмира истата позиција, но првпат во историја се зголемува прагот до 5%. Затоа е историски. Ако Вилнус беше во минатото исто така, тој самит историски 2%, сега стигнуваме до 5%, што е исклучително тешко за секоја една земја. Она што го спомнавте вие е многу важно, односно еден за сите, сите за еден, или напад кон една држава е напад кон целото НАТО, што тоа е колективната одбрана и од друга страна реафирмација на ставот она што САД кажува дека тука сме постојано за сите. Бидејќи дали беше и таков тонот внатре? Да. Од САД? Апсолутно и дури подиректно од страна на председателот Трамп, каде што Америка е тука да помогне кон сите. Факт е дека најмногу вложувања и допринос од буџетот на Америка има значена 2/3 би рекол од буџетот во самото НАТО го користи, односно го издвојува УСА, односно Америка, што е навистина огромна сума. Она што го спомна исто така како зголемување во одбраната во Министерството за одбрана, односно тоа го најави и секретарот за одбрана, каде што ќе биде на трилион, тоа е сериозна сума за било која земја. Ако ние во споредба, сега ги слушнав милионите, има земји каде што треба потрошат милијарди и милијарди евра, долари и така натака, што е многу различно за секоја земја, но кога ќе видите по бруто домашен производ, и за нас представува огромна сума. Има земји што еве и внатре беа со грижи, но Шпанија се спомнуваше, да речеме. Во право сте, апсолутно. Шпанија и претходно инсистираше да влезе 3,5% тотал да биде. Значи 2% да биде буџетот на Министерството. И 1,5% овие дополнителните. Да, што дополнително треба дефиницијата да се согласи што се ќе влезе, иако ќе начално се разговара за инфраструктура, што е многу важно. Инфраструктура, сајбер безбедност, не знам, секоја друга инфраструктура што е поврзана со националните капацитети, цивилната заштита и така натака и така. Голем опсек, но Шпанија конкретно, ја спомнавме, они велат дека доволни им се 2% за моментално за нив.
но она што се бара е во наредните 10 години се зголемуваат постепено. Овие бројки нема да ги достигнеме во една година, тоа е невозможно, апсолутно. И ние како држава апсолутно тоа не може да го постигнеме. Ви го спомнавте, 2% е точно 330 милиони евра, колку Но што да требаше годинава да биде 3,5, рековме дека ќе Така биде е. 580. Тоа е Што е огромна разлика огромна разлика и недостижно. Јас сум многу реален и искрен, за недостижно. вакво ниво на буџет, да, Апсолутно. и за вакво ниво на БДП. Но уште еден сегмент што ќе биде проблематичен за нас е што нашите капацитети, односно цели за способност во наредните 10 години ни се против воздушна одбрана, каде што најголемите договори што треба да се склучат во тој дел се сумите за такви договори огромни. Треба внимателно, низ овие 10 години ви го спомнав, имаше една дилема. Дали треба да биде 7 години, 10 години, некои земји бараат да биде 12 години, но ево, консензусот се постигна да биде за 10 години. Затоа останува да видиме наредниот период сите земји да направат план, но она што е искрено треба да го кажеме дека многу земји не стигнаа ни до 2%, од стигнуваат до 2%. Еве, има и такви у соседството. Да, сега интересно е образложението во завршената декларација за причините за таквата одлука за зголемувањето на трошоците во одбраната до 5%, односно 3,5 плюс 1,5. Се вели обединети пред длабоките безбедносни закани и предизвици, особено долгорочната закана што ја представува Русија за евроатлантската безбедност и постојаната закана од тероризам, сојузниците се обврзуваат да инвестираат 5% од БДП годишно и така натаму. Значи, практично Русија е главната причина за овој став. Се реафирмира тој став и претходно беше, но исто така беше потенцирано на што се случува помеѓу Иран и Израел, но исто така и влијанието на Кина, на Северна Кореја, влијанието на други земји што вие спомнавте тероризмот, би рекол дека има во многу земји лулка на такви ограноци, односно можности за појавување на тероризам кој што секоја земја треба да се изгради своја отпорност. Тоа е многу важна дефиниција моментално што се развива за секоја една земја членка, отпорноста да биде зголемена, бидејќи има такви можности да се случуваат. Но сепак нарушувањето што го прави Русија, издвојување преку 30-40% од нивниот буџет само за одбрана, тоа е навистина сериозна закана за било која земја членка, не само на НАТО, туку секоја една земја членка, секоја една земја во Европа. Да. Бидејќи војната е во Европа, а она што може да го видиме на Блискиот Исток уште повеќе загрижува. При првичните најави пред неколку месеци владата, па и вие лично бевте воздржан кога стигнаа првите најави за тоа дека ќе треба да се зголемува минималниот прак за трошоци во одбраната. Како стигнавте сега до оваа одлука да го поддржите сепак овој став? Јас се сеќавам на едно ваше интервју дадено на маргините на НАК, на Министерски состанок за одбрана, кога така прилично воздржано зборувавте на таа тема. И сега апсолутно треба внимателно да пристапуваме кон овие бројки. Знаете зашто? Ние мора внимателно да ги развиваме нашите капацитети, да се модернизираме како армија, но не смееме да забораваме да се развиваат сите сфери во општеството. Тоа е градење на болници, градење на училишта и така натака. Да цитирам председателката, рече, би сакала повеќе да се инвестира во наука и образование. И многу други председатели и премиери го спомнаа тоа вака на неформалните средби, на билатералните средби, но она што е загрижувачко што се случува во Европа и во геополитичкиот свет, односно во геополитиката, каде што многу земји се нарушуваат со многу Но другата логика е дека без мир па нема ни наука ни образование. Апсолутно, тука се 100% управо и затоа се вложуваат овие средства за да се покаже уште поголема сила, поготово во НАТО каде што треба да се покаже и се докажува тоа дека е најголемата сила во светот. Мисаловски, ќе се стигнеше ли до ваква одлука да не беше Доналд Трамп председател на САД? Мислам дека поради администрацијата на Трамп и директно председател Трамп се стига до 5%. И ова се случи во Вилнус, се случува и сега. И затоа наративите и тонот на разговорите внатре во тој затворен простор, би рекол, на НАК-от, каде што се разговараше со сите премиери и председатели, беше со поздравување од секоја една земја членка. Буквално, дури еве вие спомнавте Шпанија, Шпанија го поздрави се тоа што се случува, но во право сте апсолутно, поради тоа што американската администрација го бара се тоа и бара да има рамнотежа, бидејќи многу земји не достигнуваат ни до 2% и се бара да има една рамнотежа во она што ќе се Има информација дека од САД дури барале овие 5 да се однесуваат на сите други 31 земја членка освен на САД со тезата дека доволно ние вложувавме, но на крај сепак и тие застанаа одлуката да важи и за нив. Да, апсолутно, бидејќи кога ќе гледате во средства, во тотал колку се издвојува од САД, тоа се многу огромни пари, но она што е интересно, Канада во минатото
имаше проблеми воздржаност за да се стигна до овие проценти, но еве само што ме слушнеме дека еве ќе соработуваат уште повеќе со нивниот сосед, уште повеќе да ја подобрат својата одбрана, што е многу интересно, бидејќи она што го спомнаа таму и заеднички ќе употребуваат некои од заеднички договори ќе имаат за одредени сфери. Имаше коментари за дури непримерно додворување од генералниот секретар на НАТО Руте кон американскиот претседател Трамп, иако состаноците внатре на НАК се тајни и затворени, каков беше тонот од другите сојузници внатре, вака генерално? Сличен на Руте или? Да, апсолутно сличен на Руте, но помина во еден најдобар ред. Мислам дека една хармонија се постигна. Секоја една земја ги кажуваше своите потреби, но исто така се спомнаа некои проблеми што ги имаат земјите, поготово во делот на набавка на некои системи, каде што се доцни. Истото тоа го спомне и претседателот Трамп, каде што директно ќе настојува што повеќе компании да имаат подобар рок на испорака, што е многу важно, бидејќи ако купувате вие не само оружје и опрема, и ако ги планирате средствата во вашиот буџет и вие не можете да ги исполните, дали се 2% или 3%, бидејќи се касни со делот опремата, утре имате проблем во НАТО на реализирање на својот Унгарија има резерви за ова? Како се Унгарија има резерви? На што мислите резерви? На квалификувањето на Русија како зборите за главна резерви на тонот, да. Не и на ова договорот за зголемување на трошоците. Не, за делот на до 5% апсолутно целосна поддршка дадо, но една од земјите што најмногу настојува да има мир и што побрзо да се таа тема не само да биде на видик, односно прекинување на огнот, туку и долгорочен мир најмногу се настојува од Унгарија. И тоа на секој еден министерски состанок, па на било кој формат, тоа е нивниот наратив мир. Односно сличен наратив имаше и претседател Трамп. Сега како да се стигне до овие 3,5% од БДП плюс 1,5% кои што претежно веројатно ќе бидат за инфраструктура. На почетокот на јуни во соопштение од Министерството за одбрана во најава за учество ваше лично на министерски состанок на НАТО во Брисел, меѓу другото, најавувате дека ќе се зборува за новите цели на способност. Вие веќе ги спомнавте во дел од одговорите претходно на моите прашања, но потоа не чувме до крај јасно што се новите цели на способност за македонската армија, ги прифативте ли и така натаму. Да, точно така, на минатиот состанок каде што бев присутен во Брисел, односно во НАТО, изразив грижи, бидејќи за нас тоа се сериозни средства, зборувам за милиарди евра во делот на противвоздушна одбрана. Значи новите цели на способност кај нас се поврзани со противвоздушна одбрана, најголемиот дел. Но исто така не може да забораваме овие цели моментално што ги имаме, каде што треба максимално се посветиме во лесната пешадиска баталионска група, односно во пешадијата, каде што тоа го правиме. И многу сериозни средства во буџетот се зафатени со претходни договори, но и надворот овие способности со делот, односно на документите каде што ги имаме за модернизација, тоа се хеликоптерите кои што зафаќаат 300 милиони во својот буџет, во нашиот буџет. Тоа се огромни пари што треба да ги издвојуваме. Мене ми е драго што оваа година, од кога јас сум министер, веќе имаме преку 50 милиони евра подпишано донации. Дали се тоа преку Европскиот мировен фонд, дали се со Турција, дали се со Америка, тоа се значени проекти за нас како Министерство за одбрана. Но освен овој дел вие што го спомнате, сега ќе биде тоа нареден чекор што заеднички треба да го направиме, да ги промениме стратешките документи и тоа ќе го направиме со најмокните наши стратешки партнери. Кога зборувате за ревидирање на стратешките документи, освен стратегискиот одбранбен преглед, на што друго се мисли или пред се на него? Пред се на него, бидејќи во тој преглед е офатена и модернизацијата, но и националната стратегија, се разбира стратегијата за одбрана, каде што заедно со собранието, со претседателот на држава, владата, треба да овие сите цели на способности да ги прогнозираме во наредните 10 години и понатака, бидејќи овие договори треба да траат долгорочно. Не се купува вакви системи многу брзо, многу едноставно. Имате рокови во кои треба да ги ревидирате стратешките документи? Еве, ексклузивно да најавам, овој месец, овој текувен месец ќе подпишеме еден вид на договор заедно со UK, каде што ќе ни помогнат заедно со нашиот стратешки партнер Соединените Американски држави во ревидирање на овие документи согласно нашата стратегија, но и она што следува во наредните 10 години, тоа заеднички ќе го правиме согласно целите на способност. Но ова се сериозни средства. Зашто
како кажувам ова, не може ние само да се развиваме во делот на цели способности што ни ги дава целосно НАТО, а да не се посветиме на нашата инфраструктура и нашите капацитети. Зборувам за касарните, зборувам за подрачните единици, зборувам за објектите што ги има Министерството за одбрана, или еве пример домот на РМ 30 години не е реконструиран. Тоа е капацитет на Министерството, односно тој треба да биде сервис за сите граѓани. Во овој 1,5% треба да влезат сите овие објекти. Јас лично ќе разговарам, се разбира, со сите војни авторитети, но мислам дека сме на ист став. Паралелно мора и основите да ги подобриме. Ако со години не се набувало чизми, не се набувало опрема, зборам униформа и така натаму, тоа мора да биде основа. Да ги подобриме капацитетите, зборувам за сите касарни, и тоа ќе биде во нареден период со овие над 2% во буџетот на Министерството, паралелно да ги развиваме овие капацитети. Не може ние да имаме, да набавиме еден куп возила, тоа зборам одлични возила, оклопни возила кои доаѓаат од Америка, а да немаме капацитети за ремонтен центар и така натака и така натака. Сега сакав да ве прашам, дали ќе зборуваме малку подетално и за досега преземените обврски за набавки во делот на модернизацијата на армијата, но и за потенцијално новите, ќе треба ли да се зголемува и бројот на професионални војници и друг персонал во армијата? Сега во овој момент не е согласна формација како што ние, но со развој на овие документи, ако има потреба се разбира ќе се зголеми тој број, но не е драстично. Сега имаме конкурс за 300 нови професионални војници кои ќе завршат. Овој циклус ќе заврши за неколку месеци, бидејќи има многу пријавени. Над 1800 луѓе се пријавија да бидат дел од структурата на армијата, што е за поздрав. Мислам дека како институција Министерството за одбрана и армијата го препознаваат како една од најдобрите институции и ми е наистина драго и чест, но и примањата се солидни и се надевам дека со овој буџет ќе се зголемуваат уште повеќе. Тоа ли е објаснувањето зошто, бидејќи во март беше распишан конкурсот, денес сме 30 јуни, вие се уште ги немате избрано 300 војници? 1860 на се пријави, каде што секој од нив мора да направи физички проверки. Тој процес заврши, сега се во фаза лекарските проверки за секој еден од нив, психолошки се разбира проверки и така натака, и потоа следува процесот на избор. Но еве и од тука ќе најавам, бидејќи има голем интерес, ќе гледаме следната година повторно да објавиме потреба за дополнителни војници. Ако влезете во периодот по распишувањето на изборите, ќе може да го направите изборот? Ако не завршиме до, да речеме, до 8, еве некој датум август каде што се разговара за распишување на изборите, ќе мора да се почекаат завршување на изборите за да добијат решение, но еве даваме се од себе процес да заврши, но сакам да најавам дека паралелно праќаме доста војници на мисија каде што и они паралелно треба да ги прават тестовите. Има партиски врски во овие 300 вработувања? Еве повикувам да дојдете за секој ден да погледнете како се прават вежбите, како се прават лекарските прегледи, таму си има доктори, си има, и да видиме на крај колку луѓе ќе поминат. Да се вратиме на темата за трошоците во одбраната. Владата најавува инвестициски циклус по оној договор влада со Обединетото кралство, се зборува за милиарди евра поврзани и со заеми, што е дополнително оптоварување и за јавниот долг и за буџетот. Што вели министерката за финансии на оваа тема? Прво, јас сум многу благодарен на министерката поради одличната, би рекол, кореспонденција, одличното разговарање, секогаш има предвид она што е процент на НАТО да биде задоволен, многу гледа, се разбира и се она што го бараат другите институции, максимално коректен однос. Јас често пати најавувам пред време кон министерката дека ќе се побара, не знам, зголемување на буџетот, да се планира, но од друга страна, и ако останат средства во буџетот на министерството, и ќе ви кажам зашто ова го зборувам, исто така да може да се искористат за други сегменти. Ние го планираме буџетот на 2%, но ако не се искористат некои средства, ние не може да покажеме дека 2% се реализирани. Односно, НАТО бара 20% за модернизација минимум, ние имаме над 32%, но некои договори, конкретно ако ми дозволите за еден договор, треба до крајот на годината да се склучи, односно да заврши. Тоа е системите Мистрал што треба да стигнат од Франција. Иако сега е во фаза на ребаланс, нашиот буџет остана ист, средствата се предвидени, но добивме најава пред неколку дена дека ќе има задоцнување поради се она што се случува. Дури компанијата е волна да ги плати пеналите за целиот период што ќе се касни. Значи вие нема да може да ги потрошите парите? Зашто ви точно, бидејќи самата испорака, пристигнувањето тука и плаќањето на данокот
и царината се дел од средствата што се обезбедени во буџетот. И поради тоа што не може да се достават, ќе мора ние да ги планираме за следната година. И тоа се оптеретување за следниот буџет, но ние сме ги планирале и сега. И овие средства се сериозни и ќе пробаме дел да искористиме, иако има локални избори, ќе имаме проблем, но со пренамена за други работи. Но ова е една од темите што беше клучна. Ова се разговараше на највисоко ниво, бидејќи многу компании што произведуваат различни системи, а се малце во светот. Збирам, многу. Малце компании што произведуваат таков вид на опрема и многу нарачки имаат од земјите членки на НАТО, немаат доволно капацитет. Мисајловски, дали ова значи дека годинава нема да стигнете сепак до 2 од 100 БДП, ние ќе да потрошите? Максимално ќе пробаме да ги искористиме. И минатата година тоа го направивме со пренамени за други би рекол и јавни набавки, но има можност, еве подиректно да одговорам, тие дел од средства да се стават на посебна програма каде што ќе можеме еве со Соединените американски држави дополнително да учествуваме со национални средства, на тоа ќе го договориме, се разбира, со министерската сала. Значи, овие пари сепак да останат во рамките на одбраната. Точно. Но од сето тоа, видите што е многу интересно. Ние како држава можеме директни договори да подпишуваме со Америка, во делот каде што ќе резервираме дополнителни средства во таа национална програма, заедно да трошиме национални средства со Америка. Предходната година е нула, бидејќи тие пари се пренамениле за хеликоптерите Леонардо. Ние следната година мора да ставаме што повеќе средства за да склучуваме договори директно со Америка. Мислам дека тоа е суштина. Вашиот колега Тимчо Муцунски зборува за развој на наменска индустрија тука кај нас. Вели, ајде ова да пробаме да го гледаме како шанса. Колку реално има основа за такво нешто да се размислува? Мислам дека оваа тема што ја отворивте е една од најзначајните. Зашто го велам ова? Ние моментално имаме една компанија што сериозно вложува во наменското производство, ќе ја кажам. Таа компанија АТС, каде што знаете во Македонски брод има доста капацитети, тоа од предходно започнува, од предходната власт, сега се проширува, сака нови капацитети, но е една. И јас ја поздравувам. Да. Бивша. И ја поздравувам таа иницијатива, го поздравувам нивниот бизнис план, сакаат да напредуваат и така Што натаму. се произведува таму во моментот? Различен вид на муниција, на ракети, на чаури и така натака. Набрзо ќе ги посетаме, се видовме беа и во Хак, каде што зашто е важно? Ако ние имаме повеќе компании вакви, да произведуваат различен вид на оружје, не знам, да има стартап бизнеси што може да ги поддржуваме или да отворат капацитети за било каков дел од таа војна индустрија или наменска индустрија, тоа се нови работни места, добро платена работа, но и големо влијание во НАТО. Тоа е многу големо. Многу земји, јас внимателно ги слушав сите министри што потенцираат, доста од нив имаат посебни програми за наменско производство, за давање средства како развој во технологија и развивање на оружје, дали преку факултетите, дали директно преку Министерството за одбрана, да бидат во дел од тие капацитети да ги развиваат. Еден тип државни субвенции. Еден тип, да. Но и во директно развивање на нешто што потоа би станало македонски производ. Или по-конкретно, има компании што сакаат да произведуваат дронови македонски. Но треба сериозни средства за да се помогнат тие, еве да речам, млади луѓе што сакаат да направат дронови, државата да ги покрие. Една од нашите размислувања и стратегија исто така да се поддржи наменското производство. Ова е многу важно. Како може тоа да се изведе? Различни програми има дел од државите каде што имаат во својот буџет директни средства, каде што директно со компаниите на еден вид прават јавно-приватно партнерство. Тука треба да се сменат и закони и така натака, но има доста земји каде што директно имаат право да вложат во компаниите. Ние тоа не можеме. Да, интересот и во Украина, да многу земји вложуваат во Украина, во самите капацитети и фабрики, зборам држави. Што е многу важно. Ние ако имаме добра наменска индустрија, ние ќе можеме преку држава да продаваме држава со држава, односно да направиме договор. Сега во овој момент тоа не го можеме. А предпоставката поради овие 5 од 100 БДП, односно 3,5 плюс 1,5 е дека ќе има пазар. Точно, но во еден има интерес тоа во еден има интерес да се продаде. Има интерес, јас се директно ќе ви кажам, неколку компании се заинтересирани да инвестираат. Различен тип на компании, една знае странски или и наши? Странски компании каде што гледаат да најдат партнери тука.
еве подиректно едната компанија сака да направи голем капацитет за производство на барут и така натака. Дали ќе успее сето тоа, ние сме во фаза на разговор, но тоа е добра можност, тоа треба да биде надвор од град, има посебни процедури, но исто така има други компании што дојдат што сакаат да развиваат определени делови за наменска индустрија, збориме за различни технологии, но има и доста компании што сакаат да направат капацитети за различни видови на дронови. Нова се најави, но сите очекуваат некаква помош или ви го кажавте субвенции на било кој начин да се помогне. Фабриката од Самоков извезува? Да, извезува, А учествува и на други пазари. Нашата армија купува од... Ако победат на тендер, се разбира, ако добијат најефтина цена. Но многу земји го заштитуваат својот национален, би рекол, интерес со наменско производство, каде што имаат можност директно да склучуваат договори, за да ги поттикнуваат. Им даваат приоритет. Точно така. И тоа е можеби добар импулс за македонската економија. Бидејќи на овој начин самостојно компанијата треба да се ги наоѓа своите пазари. Да, бидејќи генерално вложувањата во армијата не враќаат назад. Не е тоа инвестиција во пат, не е инвестиција во пруга, да речеме така. Ако се гледа стратешки долгорочно, не, видете, ние ако сметаме дека тоа е влог во мир, кој што е основата за се друго, тоа е сигурно со непроценлива важност. Точно, но некои коридори се НАТО коридори. Јас на почетокот потпишав договор како министер, се разбира, во име на владата за мобилност на коридорот 8, заедно со Италија, со Албанија, со Романија и така натака. И тој беше многу добар договор, но треба да се развие поради тоа што иницијатори се Албанија и Италија, за да се земат средства дополнителни. Вака да ве прашам, кога се зборува за коридорот 8 во контекст на НАТО. Да. Се мисли само на пруга или се мисли на се друго? Не, и капацитетите што се околу коридорите. Пример, нас ни е важно да го ставиме криволок на регионалната мапа на НАТО, за да можеме да влечеме дополнителни средства за дополнителни капацитети. Во овој момент еве добивме донација од $750,000 за подвижни мети и така натака за нови капацитети. Таму има многу вежби од тоа што можеме да го видиме. Оваа година имавме најголемата вежба, преку 2200 војници од различни земји учествуваат, но е добра можност да го развиваме тој капацитет, но мора да биде ставен во мапите, регионалните мапи, за да го покажеме како НАТО центар, така. Коридорот 8 и 10, самите кредити и вложување може да се прикажат во тие 1,5%. Изградбата на болници што ќе бидат поврзани исто така за потребите утре на војната структура исто така може. Но оваа дефиниција ќе ја почекаме бидејќи сите земји бараат да биде малце поширока. Секоја земја има различни барање и пак ќе кажам 1,5% за нас можеби е една сума, но еве за Канада и за Америка е сосема различно. Рековме, Министерството за одбрана има повеќе тековни договори за набавка на опрема и оружје за армијата. Едниот е набавка на оклопни возила од САД, два типа на возила. Може ли низ бројки да ни кажете колку досега се пристигнати, уште колку очекувате и до кога? Да, 38 се пристигнати GLT возила, до крајот на годината ќе бидат сите 96. И сите страјкери ќе бидат пристигнати, значи од прилика околу 42 возила, значи до крајот на годината, мислам дека побрзо од крајот на годината за некој месец ќе стигнат сите возила, околу 140 на возила ќе имаме, но ќе продолжиме своји договори во иднина. Имаме намера да зголемиме таа бројка, збориме за сериозни оклопни возила, каде што сега моментално може сите да ги видите. Тие се за лесната пешадија. Леска баталионска група, каде што тоа е дел од способноста и целите, но ќе ни требаат и дополнителни. Тоа се нашите НАТО сили. НАТО, точно, апсолутно, но не е само тој договор. Овој еден можеби од подобрите договори, апсолутно, но тука има и доста други работи што треба да ги предвидиме во нашиот буџет, како што се одржување, деловите, што се милионски суми. Ова треба да ги планирате, исто центар за одржување и така натака, каде што истите возила ги купува Бугарија, ги мислам Црна Гора ги има и така на Словенија, каде што треба и заеднички да гледаме регионално како да ги да се справиме. Колку од ова е исплатено, не мора во суми, може во проценти, а колку допрва треба. Апсолутно, оваа година све ќе биде исплатено. Останува за овие возила сега што ги спомнавме, се плати само данокот и царината. Тоа значи дека над 1 милиарда денари треба да се исплатат, тие се обезбедени во буџетот, е благодарност до министерката, до премиерот, до партениците, сите што ќе дадат поддршка, ќе ги исплатиме, тие ќе бидат тука. Имаше мало задоснување, да бидам искрен, што добивме најава дека малце ќе каснат, но договорот им е до крај на година. Колку ја чинеше државата овој договор? Овој договор е околу 250 милиони тотал, но дел од средствата се национални, најголем дел од средствата се
директно Донација. поддршка од Америка. Но не е само овој договор. Имаме договор, како што спомнав преска, со Франција, ова се тековни претходни договори. И тоа јас го кажувам. Да, рековте дека со Франција имаме договор за набавка на систем за противвоздушна одбрана, така? Да. Мистрал 3, мислам дека се вика. 18 системи каде што треба да стигнат до крајот на годината. Сега имаме, како што спомнав преска, дека до следната година ќе бидат набавени поради зголемено производство на самата компанија, но и недостигна подизведувачи, тоа е вака. Тоа што нашите нови цели на способност се поврзани со противвоздушна Ова е за одбрана. краток дострел. Значи ќе ни требаат За низок доста, аха. Да, исто така хаубиците пристигна. Веќе по некои медиуми излегови се некои договори строго доверливи, затоа внимателно и одговарам, тие се стигнати, тука се во Македонија. Исплатени се средствата, останува само еден дел на амуниција каде што ќе биде помина во собрание анексот, кај што ќе стигне следната година, по нивно барање, бидејќи се уште е во развој, но најголемиот во проценти, 95% е завршено, ќе биде се исплатено. А хаубиците од која држава се? Тие се од Турција. Од Турција борани се набавени. Исто така продолжува договорот за со хеликоптерите, односно со Леонардо. Имаме доста договори подпишано со Европскиот мировен фонд, тоа се 50 милиони евра за различни видови. Тука има дронови, има инженерски машини и така натака, но она што сакам повторно да го потенцирам е донациите што ни ги дава Турција. Тоа се сериозни средства. Сега дополнителни снајпери ќе добиеме неколку илјади парчиња опрема, чизми, ќе добиеме униформи, нови возила оклопни што на вистина е започнато. Се ежат ли грците кога турската донација расте? Не знам дали сежат, но она што можам да го видам е дека Турција го зголемува присуството за помош кон Македонија, што мене ме радува. Добро, уште еднаш, сега не знам дали намерно го избегнувате тоа и е можеби класифицирана информација, но Да, кажете. околу целите на способност нови и противвоздушната одбрана, тоа значи дека ќе треба да се набавуваат нови системи? Нови системи, апсолутно. И ние ги имаме она што се дел класифицираните информации, но она што како држава ќе одлучиме да го купуваме, по поминување на сите овие стратешки документи ќе го објавиме, што не може директно да кажеме од старт со која земја би соработувале, бидејќи во самиот процес на аквизиција си има посебни правила како се тоа се објавува, подспоминува се прави посебен ИПТ тим каде што се истражува и така натака, потоа програмска управна група сето тоа се заокружи, но да видиме капацитетите низ годините колку средства ќе издвојуваме. Имаш информација дека се набавуваат и беспилотни летала. Стигнати се тие? Не, има она што преска го спомнав, оние средства донација ги видат кам донација, бидејќи дел од тие средства од Америка се покриени со средства од америчките даночни обврзници, односно они даваат средства. Таму има различни видови на дронови. Имаме дели од набавка на преку овој Европски мировен фонд од околу 40-50 милиони евра, што е тотал со нови дронови и така натака, но она што моментално е во целина способности не се дрони, но ние ќе се обезбедиме со дополнителни за нашите потреби. Го спомнавте договорот за набавка на 8 транспортни хеликоптери од италијански Леонардо. Контроверзии го следат овој договор. Вие, како ВМРО ДПМН од опозиција, го критикувавте тајмингот во кој што беше подпишан договорот. Тоа беше во март 2024 година за време на техничката влада во избори на Талат Џафери. Но интересно дека по избори некаде во август, кога веќе станавте министер, рековте договорот ќе го почитуваме и ќе го спроведуваме, за потоа некаде во март годинава да излезете со изјава дека сепак ќе го ревидирате на некој начин или ќе го анализирате договорот, за што беше најмена и странска адвокатска куќа. Каков е во моментот статусот на договорот со Леонардо? Да, сега ќе ми дозволите да објаснам. Токму така има неправилности, недостатоци во самото подпишување на овој договор. Повторно внимателен сум, бидејќи има три опции. Едно е да го продолжите како што е во оваа фаза, целосно, и ништо да не правите. Не знаете колку скриени трошоци ќе излезат, бидејќи фаворизирање има во договорот целосно кон италијанската компанија. Второ е да завршите на арбитража, што е најопасниот дел. И трето е да пробате да го почитувате договорот, но да пробате некои делови што се неприфатливи за армијата, да пробате да ги менеджирате, да ги ревидирате. Оваа компанија која ни помага за да целосно излеземе, да речеме, од овие неправилности, но да им даде стимул како
да го водиме целиот процес и да се заштити. Сега за адвокатската куќа зборува. Адвокатската куќа, бидејќи секој чекор го правиме со нив. Затоа реков да ми дозволите да објаснам. Значи, од потпишување на договорот влегуваме ние со самиот договор каде што швајцарското право одлучува за све, не македонското. Постапката на водење на овој договор до потпишување е македонско право. И тука има доста проблеми. Пример, во избори е сменат планот за јавни набавки. Тоа е недозволено. Но е сменет за да се набават овие хеликоптери. Но ќе ве вратам малце поназад зашто има многу прашалници се тоа. Може би знаете, може би не, многу одамна кога започна овој процес е 2023, ги имам и годините целосно, ако сакате ќе ви ги дадам, по анализирање на пазар. Не е избран Леонардо, избрана е друга компанија. Каде што во Министерството, односно на програмска група, се објаснува кој е најдобриот тип на хеликоптери, се дава таа цена од компаниите што е најприфатлива и повторно таа не е Леонардо. Кога се предлага на управната група да се прифати друг вид на хеликоптери и цената е најниска во тој период, стигнува без никако да се побара од никого да се побара ревидирана понуда, не знам и како се дознало за таа ревидирана понуда од Леонардо која што е во тој момент пониска. Иако требало да се разговара на влада да се прифати компанијата што претходно се избрала, нема информации што се разговарало на влада, тоа е симптоматично, се враќа во Министерството каде што на програмска, односно на управна група, тоа е со сите авторитети, каде што го води министерот тоа тело, се разговара да се прифати друга компанија, но се наеднаш се прифаќа Леонардо, бидејќи е најниска цена. Симптоматично е што во тој момент е најниска цена, но на потпишување на договор се зголемува за 37 милиони евра. Како? Тоа треба да се истражи некој друг да ги даде одговорите зашто и зашто не е побарано од другите компании во тој период како таа цена пораснала од последна понуда или подиректно ако сакате од 213 милиони да порасне до 249,9 милиони евра. И тоа е многу симптоматично. И сега навлегувате во договор каде што е потпишан, има уште една пречка. Во италијанското законодавство подолга е постапката за потпишување договор држава со држава, е еден вид технички аранжман што е потпишат меѓу државите без да е заверен во министерството, а договорот е потпишан министерство со компанија. Фактички G2B. И сега италијанците ви прифаќаат да репреговарате делови од договорот? Да, веќе добивме дописи дека се сложни за се што е, да речем, проблематично и што би сакале ние да го разговараме со нив дека стојат на располагање, но ние сакам директно да кажам дека исплативме втората рата по договорот, бидејќи ние законски моравме да исплатиме. Колка сума е во прашање? 35 милиони евра, таа е втората рата. Првата е 40, околу 75 милиони евра, аванс со оваа рата. Ова значи дека вие решавате да одите понатаму во реализација на договорот? Апсолутно, но во самото исплаќање и самата задршка заедно со правните консултанти доставивме и задршка на сето ова што го плаќаме поради можност за било какви правни последици што се случувале во текот на потпишување на договорот. Внимателно ги кажувам термините, не сакам да зборам за корупција и така натака, бидејќи станува збор за држава Италија. Но ќе имаме проблеми големи кои што заеднички со оваа адвокатска куќа што навистина е од помош, пробуваме со динамичен план сето тоа да го отклониме, но сакам да ви кажам уште една работа што можеби јавноста не ја знае. Ова е еден од ретките договори што е потпишан држава, да речеме, со држава или со каде што има донација. Во договорот стои дека ќе се даде донација и тоа е од 15 до 17 милиони евра за правење на хангар, каде што не е прецизирано ништо од сето тоа. И тоа е многу симптоматично како вие ставате донација, што наводно не е прифатена во цената претходно се дава донација, а изгледа би била вкалкулирана во сите оние скриени трошоци. Има други правни проблеми во самиот договор што ние ќе побараме се разбира да ги ревидираме, но најмногу се од технички карактер и технички опис. Можно е да го раскинете на крај договорот? Јас се надевам дека ќе направиме се за да имаме успешен договор за да стигнат хеликоптерите. Најлошиот дел ако завршиме на арбитража да изгубиме многу средства како држава, бидејќи брзо плето се направи овој договор, но еве јас имав можност да разговарам и со министерот на Италија, каде што јас лично побарав да ги објаснам сите овие правни последици, каде што стојат на располагање целосно да ни помогнат. Ако има некои проблеми во набавката и така натака, но она што сега во овој момент ќе го направиме со две паралелни комисии, една ќе биде техничка, воено-техничка комисија, една ќе биде на ниво на авторитети за ревидирање на дел од договорот што може да ревидираме, а другиот дел ќе биде директно
она што е по динамички план да видиме. Ако се договорите на крај, ако сте задоволни Ние двете мора страни, да го почитуваме договорот, бидејќи ги завршиме на арбитража, ако не ги почитуваме. Тоа е најголемиот проблем што они кога треба да стигнат хеликоптерите? треба да стигнат следната година по динамичен план, еден при крајот на годината и потоа по неколку месеци да стига еден по еден хеликоптер. Зашто се набавиле 8? Тоа е исто интересно прашање. Дали тоа потреба имало од 8 тој период? Тоа се требало помалку. Па у тој момент нема прецизна информација зашто да бидат 8. Зборуваме дека согласно капацитетите што армијата тогаш ги побарала, сега нема објаснување зашто мора 8, бидејќи со тргање на средствата од сите други ставки, само да се набават хеликоптерите, се задира и во борбената готовност. И тоа сега, јас кога додов како министар, стигна тој допис од армијата до мене. Бидејќи мора вие да имате дополнителни средства за се она што армијата го бара. Од друга страна, има, повторно кажувам, скриени трошици, прв пат вака подетално што зборам и пак внимавам, бидејќи сакам да успее државата да има хеликоптери. Но што е малце поинтересно, ова ќе ви го кажам ексклузивно. Кога сме давале пакети како држава кон Украина, различни видови на помош, многу земји искористиле различни програми да набават опрема, односно да разменат опрема. Ако се дава она што нас на Украина и треба, нас не ни е потребно, други земји да ви вратат со опрема или со средства. Во минатото имало понуда од една земја, нема да ја кажам земјата, но да ми дадат хеликоптери во врза со сумата. Тоа било игнорирано. Сега се обновуваат тие програми повторно. На моје барање на авторитетот, на војниот авторитет, повторно ги започнуваме каде што имаме можност да земеме хеликоптери. Тие во употреба ли се? Апсолутно. Многу подобри од сега овие што ги имаме, бидејќи знаете каква е состојбата, од која година се, нема резервни делови, тоа е уште еден договор за репарирање што ни е проблематичен, што заедно со Чешка. Дали добро меѓу редови чита во овие преговори со Леонардо ќе се обидете да побарате да ги тргнат тие 30 и неколку милиони кои што во последната фаза се додадени на купната сума? Ние побаравме објаснување на цената и предходно пред да се подпише, тоа е поради инфлација и така натака, но тоа е сериозна сума на зголемување во време на избори без да се објасни детално зашто е качена таа сума. Државата има право да го прифати тоа. Но многу е симптоматично зашто, бидејќи не сте побарале од другите компании да се дообјаснат зашто за некои работи толку објаснувањето е инфлација. Па во мал период за толку да се зголеми цената треба некој тоа да го докаже дали е тоа. Во моментот договорот е важички, мора вие да втората рата сте исплатиле. Точно, и продолжуваме со имплементација на овој договор, многу внимателно, со секој еден чекор. Што го правиме? Не го правиме сами, туку со адвокатската куќа идеме и направиме динамичен план за секоја рата, што ќе побараме, кога ќе се прати македонската делегација таму, внимателно се. Немам уште многу време, но сакам за неколку прашања кои што се и политички, да речеме, а се поврзани со вашиот ресор. Ете за случајот со Петар Богоевски, кој што пред неколку дена се пофали дека е избран во наставно-научно звање на Војната академија, имајќи предвид дека деканот на Војната академија го назначува министерот по предлог на наставно-научниот совет на Војната академија. Колку според вас е соодветно вакво, да речеме, јас ќе го наречам политичко вдомување во академијата? Па не би рекол така, бидејќи конкретно Петар многу години работи во министерството. Он е, пред да дојдам јас работи во институцијата, има можност се разбира да биде согласно систематизација таму, но научното звање си има процедура како се дава, си има таму комисија кај што се дава, научниот совет заседава и го избрал. Јас пробувам максимално да не се мешам, автономност има целосна, но дали има таму професори што се од различни политички партии? Има. Дали дел се можеби, не знам, во овој момент коалициски партнери, има контра власта и така натака, има различни профили, но и во другите мене ми е важно се да биде согласно закон. Зошто некој, да речеме, за кого институциите на ЕУ отворено рекоа дека е неприфатлив да ја води и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, би бил соодветен да едуцира и кадри за одбраната и армијата? Јас не го знам овој дел, не можам да го потврдам дека на овој начин го кажале или директно, но она што јас го знам пред јавни изјави во кои што ќе ви дадам спор се развива. Дека ова отворено го критикува. Не, слободно кажете. Отворено го критикуваа назначувањето на Петар Богоевски за директор на Националната агенција.
пред да започне да биде директор, оваа постапка била почната. Значи, ние како министерство не знаевме на која позиција ќе биде назначен, таа постапка паралелно се дозволете ги проверував датумите и не е така. Значи, Добро. Петар Богоевски на 9 април е поставен за директор Точно. на Националната агенција. На 14 мај е распишен конкурс. Да, но- Значи, еден месец Добро. откако станал директор, мислам дека откако веќе стана јасно дека за Но зборите Брисел... за научното звање. За научното зборува, Јас ви да. зборувам за преземањето е претходно започната со согласно новиот закон која се донесе, таа постапка за преземање таму и потоа мислењето од Министерството за образование. Јас зборувам за тој дел. Но некако Но овој ова календар, испаѓа овој календар на настани некако зборува дека конкурсот е распишан целно за него откако станало Не, јасно апсолутно е. дека за Брисел е неприфатливо да биде директор на Националната агенција. Апсолутно не. Еве јас вчера побарав и од деканот да добиам дополнителна информација, бидејќи не знаев што на научниот совет се договорило и како и дека бил избран, но ако е некој квалитетен и може да допринесе, секој има простор согласно законот да добие звање. Значи, велам, на 9 април станал директор на Националната агенција, во меѓувреме се случуваат реакции, меѓу другото и од ЕУ, дека тој кадар не е соодветен за таа позиција. На 14 мај е распишен конкурсот на Војната академија, што е околу еден месец откако станал директор и во меѓувреме стигнале реакциите од Брисел. И за само 3 седмици е готов рефератот и објавен во билтенот на Да, но- академијата, што е многу брзо. Но ви велам, реално. многу порано тоа започна како постапка. Ние, еве јас лично не знаев дека ќе биде еве разрешена таа позиција која што вие спомнавте претходно. Имате ли информација до каде е случајот што го отвори ДКСК за поставувањето на Сашко Лавчиски за начелник на генералштаб? Оваа тема доволно ја работевте, мислам дека вие како еден од медиумите, мислам се што имавме како постапки ги доставивме до вас, но и до сите медиуми, немаме одговорот. ДКСК, но јас сакам да уверам дека постапката е целосно запазена, таа не произлегува директно од министер. Поставување на генерали доаѓа, знаете, од председател на држава, но Таму уверувам дека проблематично беше вонредното напредување на Лавчиски од бригаден во генерал мајор и очигледната разлика во два закони. Па, Едниот за толкувањето служба би во рекол, армијата и другиот за одбрана. да, но толкувањето не може пониски звања да оценуваат и напредуваат генерал, пример полковници така натака. И јасно е дека унапредувањето е чисто како солза, но еве, сите материјали, сите документи, сите постапки што ги имавме ги дававме до сите институции, мислам дека таков е и начинот и мислам дека бевте и вие во министерството и ако секој време. именувањето е во ред, тогаш треба минимум да се иницираат промени на законите за да се прецизираат некои процедури, бидејќи очигледно дека Во има делот на дискрепанција. толкувањето може сте во право на толкување на законот во различни закони. Тука сте можеби во право и тоа ќе го направиме дали со автентично толкување или со промена на законот, еве во прва прилика го прифаќам сето ова, но јас се убедувам дека е кристално јасно и чисто за неговото напредување. А зошто повеќе од половина година земјава нема амбасадор во НАТО? Знам дека тоа не е ваша одговорност, но на некој начин и вие сте заинтересиран да има шеф на мисијата таму. Да, претходно беше амбасадор Дане, каде што имавме добра соработка. Иако од претходната власт доаѓа и се уште имаме добра соработка и јас очекувам дека набрзо ќе има амбасадор таму, бидејќи е Во важно. текст сте вие вклучен сте во консултациите? Не сум, но претпоставам дека владата ќе излезе со решение со име претходно. Претпоставам кога има име, можеби ќе ме консултираат, можеби не. Сепак мене ми е поважно војниот персонал целосно да биде присутен таму и сега еве има рокади, распишани конкурси за што повеќе да ги обновиме позициите, да имаме присутност цело време, бидејќи мора да се следат сите процеси. Многу состаноци, многу персонал ни треба таму. Со оглед на тоа што сте подпредседател на ВМРО ДПМН, што знаете за најавата од премиерот и лидер на партијата за, како речете, големи промени во владата и во партијата некаде таму кон крајот на годината по изборите и по партискиот конгрес? Да, го спомна тоа председателот, претпоставувам секој што не доволно би дал се од себе за на било која позиција ќе биде разгледуван, но она што е најважно сега се локалните избори, потоа следува нашите партиски работи да ги спремиме конгресот, односно после изборите да го припремиме тој дел и дали ќе има промени, на кој начин, тоа оставам на премиерот, Може мандатаре. да бидете засегнати вие од овие промени? Тоа е апсолутно неважно, ако ме прашате мене. Никој од нас не се роди со функција, ниту па треба да мечте дека ќе се секојаш ќе ја задржи. Треба да имаме Господен ден здравје, способни за било каква работа. Јас можам само да ве уверам, дали ќе останам или не, сакам да ве уверам дека максимално ќе давам секој
еден ден максимално во оваа работа што ја работам. Зошто во постојано ќе бидам зашто во до некои претседател политички од кругови вашето име се спомнува меѓу тие кои Па што не знам можат да зашто бидат се спомнува, јас сум многу бидат релаксиран. опфатени со Јас сум промените. премногу релаксиран, дали ќе има промени или не. Јас гледам да си работам работата често. Вие сте задоволен од тоа што сега го работите? Апсолутно давам се од себе. Дали можам се да променам наеднаш? Не можам. Јас кога дојдов како министар 2 пати немаше се дадат. Не само што се исплатија платите, се исплатија сите за останате долгови по колективен договор од 2017 до сега. Сите постапки што беа заглавени пробуваме и максимално даваме се од себе да стигне оружјето, да стигне опремата, да се подобруваме, капацитетите да ги подобруваме, се вложува директно во инфраструктурата, зборам во нашите капацитети. Меѓу транспорт и Давам се од одбрана на што давате предност? Да речем и таму сте биле министар, Многу сега сте и овде министар. Многу е различно. Во се си има посебна вака убавина, но во транспортот може да ги гледате проектите директно на терен. Дел од овие проекти се не може секој да ги види или капацитетите, но различно е премногу, ја почитувам премногу армијата, ги почитувам војните лица, авторитетите, ги почитувам вработените во Министерството за одбрана, ги почитувам и сите оние што претходно биле. Исто што се во пензии и така натака, и секогаш велам дека тие луѓе дале многу од својот живот да се посветат на одбраната на државата. Има многу луѓе што го заминале поради, односно го изгубиле својот живот и треба да ги представуваме како херои, не само во Министерството за одбрана, исто така и во Министерството за внатрешни. Какви се вашите обврски за локалните избори како потпредседател на партијата? Па член на извршниот комитет сум, се разбира, ќе почнеме како посебна комисија да преговараме со коалиционите партнери, јас сум дел од таа комисија и како потпредседател на партија сум одговорен за повеќе комитети, но и така исто и на терен се во многу градови. Скопјанец сте, до кога ќе чекаме за кандидатот за Скопје? Па мислам многу брзо. Мислам дека овој месец ќе се знае. Орце Георгиевски или Златко Перински? Па ќе видиме по анкетите какви ќе бидат анкетите. Мислам дека многу квалитетни луѓе има во партијата, каде што треба да истрчаме со човек внатре од партијата. А во Ѓорче, од каде што доаѓате, Александар каков ќе биде? веќе- Не, знам дека ќе биде актуелен градоначалник, каков резултат очекувате таму? Па победа прв круг сигурен сум. И ги знам и анкетите, го знам импулсот на луѓето од терен, се направи многу, мислам дека во историски гледано вака најмногу проекти. Дали има проблеми, секогаш ќе има проблеми, но еве. СДСМ таму оди со Ацески, мислам, Да, со претходниот Костадин. пратеник. Пратеник, председател на општински, како им се вика тоа, општински Организација, да. Таа нивната организација беше на неколку функции, директор беше, мислам и така натака. Мислам дека го знаат во Ѓорче Петров многу добро и се знае кој ќе победи, тој ќе победи Александар. Убеден сум, еве, држите на збор. Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас и благодарам на присуството, еве посебно во НАТО што доаѓате. Навистина значи на сите состаноци во Брисел каде што сте присутни. Ви благодарам многу зашто имаме можност директно и од таму еве да пренесеме што се случува. Благодарам уште еднаш. До крај саботажа, пријатно од мене до четврток. Блискоста на нашите председатели со американските од секогаш била нетипична. Тешко им влегувале во периметарот, ама затоа одлично комуницирале и тоа на специфичен начин. Со очите. А со председател Обама си се поздравивме, намигнувајќи бидејќи бевме бев на најблиската маса до него и така што се поздравивме. За волја на вистината, шефицата на државата се ракуваше со незиниот хомолог од Белата куќа, ма веројатно импресионирана од неговите нежни допири за незината надлактица. Таа заборави и што си промоабетиле и кој го придружува. Што си кажавме со господинот Трамп, да, тој морам да кажам дека беше со него беше господинот Диџеј Венс, така и тој го познава нашиот министер за надворешни работи. Да, дури мислам дека рече дека може и да не посети. А што не е диџеј, ама не бил ни Джейди, бидејќи во хак со Трамп беше Марко Рубио. Сепак, најважно од се да се знае богот на земјината топка, а останатите, повеќе или помалку, може и да се трефнат. Тиквешкиот регион 55-60 илјади хектари земја произведува прекрасно гројзе, од тоа вино, земјата на богот на виното Бахаус, така, според верувањата. Бахус може би бил Бахаус, ама тогаш виното според верувањата
не би било сметано за еликсир и со него не би одел десерт, и тоа таков, кој кога се служи, треба да изгледа дека е продукт на неочекувано изненадување. Желба мора да се има, оти без неа нема ни да се знае што да се очекува, особено кога е јасно кои проблеми треба да се надминат. Иако секој афирмиран скептик нема да се согласи дека ни фали тоа што го тврди премиерот. Немаме стока по планините да паса тревата и затоа ние тревата бујна, сега ќе се исуши, еве топло е и ќе се почнат пожарите, сезона на пожари. Друго е порано, многу стока по планините, илјадници, десетици, стотици илјади грла, ја паса тревата и помала е можноста за пожари. И на крајот, можно е да има помалку стока, но државни ливади и тоа во близина на центарот Скопје има колку душа сака. Само веќе не се обработуваат на традиционален начин, бидејќи земјоделството е тежок бизнис. Доволно е да си има добра идеја, блиски луѓе на функција и ранобуден предприемачки дух. Нашите млади, уште од 12 годишна возраст во Чаир, се стекнуваат, односно градат згради и аплицираат со барање и стануваат милионери. И алал нека му се милионите на господинот Беким Аземи, ја изградил оваа зграда во 2010 година, кога имал само 11 години, и поднел своерачно изјава и барање за легализација на оваа зграда, кога имал само 12 години. Ова само ја потврдува тезата на афирмираните скептици. Стока има доволно. Тревата има кој да ја пасе. А пожарите, тие ќе згаснат по октомври.